Добар ден, се викам Наталија, ве поздравам од името на Рускиот центар во Скопје и сакам да ве поканам да се прошетаме околу еден од најпознатите символи на Санкт Петербург – Исаакиевската соборна црква. Исаакиевската соборна црква се смета за најголема соборна црква во Русија и четврта по големината во светот. Изградбата на една од главните цркви во Петербург траела околу 40 години. Храмот е отворен во 1858 година. Колонадата на Исаакиевската црква е еден од највисоките и најпопуларниот видиковец во градот. Пред Исаакиевската соборна црква се наоѓа статуата на императорот Николај I во свечена униформа на конј. Таа се појавила во Петербург во 1859 година и за жал не се отвори уште подолга реконструкција. Тука можете да го видите и најширокиот мост во светот. Широчината на мостот изнесува скоро 100 метри. Мостот се вика Сини, изграден е во 19 век по проект на архитектот Гесте. Од другата страна на Исаакиевската соборна црква можеме да го видиме споменикот на Петар Велики, познат како бронзениот конјаник. Споменикот се наоѓа на Сенатскиот плоштад. По наредба на Екатерина Велика, кнезот Голицин во Санкт Петербург го поканил скулпторот Етиен Морис Фалконе, кој се нафатил да го создаде споменикот, а главата на статуата беше направена од ученичката на скулпторот, Маријана Коло. Местото на кое се наоѓа споменикот на Петар Велики не е случајно. Од едната страна се наоѓа зградата на Адмиралитет, кој бил основан од страна на императорот Петар Велики, а од другата страна е зградата на главниот законодавен орган на царската Русија – Сенатот. Додека се гради Исаакиевскиот собор, жителите на градот се подсмевале поради неговите премногу големи димензии и несразмерноста со околните згради. Но на крајот го прифаќат и сега ние веќе не можеме да си го замислиме денешниот Санкт Петербург без него. На неколку метри од Исаакиевскиот плоштад сосема случајно налетав на една продавница за сувенири, украсена со македонското знаме. Така што ви гарантирам, ако дојдете во Санкт Петербург, ќе се чувствувате како дома.